Otkako ќе помислиш на смртниот час, бедна душо, и од пресечената смоковица ќе се исплашиш, дадениот талант трудолюбиво умножи го и биди будна викајки, да не останеме надвор од Христовата свадбена одеја. Да не останеме надвор од Христовата свадбена одеја. Зошто паѓаш во очајание, бедна душо моја? Зошто се измачуваш со непотребни грижи? Зошто се занимаваш со минливи работи? Последниот час настапува и од овдешното треба да се разделиме. Додека имаш време, разбуди се и повикај: ти сгрешив, Спасителе мој, и не сечиме како неплодната смоковица, но како милостив Господи помилуј ме мене, која со страв вика, да не останеме надвор од Христовата свадбена одеја. Да не останеме надвор од Христовата свадбена одеја. Десет девојки го придружуваат највеликиот вторник, кои носат победа на неподмитливиот Господар. Во светиот и велики вторник правиме спомен на параболата за 10 девојки. Зошто Господ, искачувајќи се во Ерусалим за да пострада во него, им кажува на своите ученици вакви параболи? Затоа што овие параболи, вели он, се однесуваат и на евреите. Сушност, он ја раскажува параболата за 10 девојки, за да обрне внимание на милосрдието, а истовремено ги поучува сите да бидат подготвени пред крајот, бидејќи за девството он ми зборувал повеќе пати како и за евнусите. Светото Евангелие ја предлага оваа парабола со цел некој, практикувајќи ја добродетелта на девството, да не ги занемари другите, а особено милосрдноста, со која се просветлува свеќата на девството. 5 од нив ги именува мудри, затоа што на девството тие му го придодале и изобилното масло на милосрдието, а 5 луди, кои исто така го имаат девството, но го немаат милосрдието, односно маслото, елеот. Затоа лудите, неразумните девојки, иако го имаа поголемиот дел девството, го занемарија она помалото, па поради тоа во ништо не се разликуваа од блудниците. Ако овие последниве блудниците грешеа со телото, оние таму грешеа со нивното богатство. И бидејќи ноќта на овој живот изминува, сите девојки заспале, односно умреле, бидејќи во параболата сонот ја означува смртта. Додека тие спиеа, среде ноќта се слушна повик и оние што имаа доволно масло, кога се отворија вратите, влегоа со младоженецот, додека неразумните кои немаа доволно масло го бараа во мракот. Мудрите, иако сакаа да им дадат од своето, не можеа и пред влегувањето на младоженецот им рекоа: ова нема да биде доволно ни за вас, ни за нас. Затоа одете кај продавачите, односно кај бедните, за да си купите.
но по смртта тоа е невозможно. Тоа го покажува и расказот за Лазар и за богаташот. Кога Авраам вели дека не е можно да се мине од едната страна на другата. Но неразумните девојки, кога дојдоа непросветлени, без запалени свеки, тропајки на вратата, викаа вака: Господару, Господару, отвори ни. А самиот Господ им го дава овој страшен одговор: одете си, не ве познавам. Како можете да го пресретнете младоженецот без дарот, односно без милосрдието? Ете зошто ова парабола за 10 девојки е поместена овде од страна на нашите богоносни оци, за да не поучат секогаш да бидеме будни, подготвени да го пресретнеме вистинскиот младоженец со добри дела, а најмногу со милостињата, бидејќи не го знаеме ни денот, ни часот на крајот. Треба да го зачуваме целомудрието, односно чистотата како Јосиф, но треба и нашата смоковица секоја година да раѓа духовни плодови. Оној што ја практикува ова единствена и голема добродетел, а ги занемарува другите, односно милосрдието, не влегува со Христа во вечниот покој, туку се враќа назад посрамен. Ништо не е потажно и посрамно од девство лишено од овие добра. О Христе, младоженецу на нашите души, вбројне помеѓу мудрите девојки и придружи не кон Твоето избрано стадо и помилуј не. Амин. Господові благословете,
Nesmeslivi od Bog, utroba da si go smestila i na svet od radosti mu darila, te slavime, Bogorodice Devo. Nebeskima Boga, Bože mesničaja, i radost miru rodičaja, ja pojem Bogorodice Devo. Slava ti Bože naš, slava ti na tvoji te učenici svim reko blagi, idete budni, poti ne znajete, bo počake dojde Gospod, zada sudi se komu, spored njegovice dela. Slava tebe, Bože naš, slava tebe, učenik blagim, bite rekole si, Bože čast pride, Gospod, ne razumete odati komožno. Slava ti Bože naš, slava ti, pri tvoje to vtoro i strašno prišествие, vladiko, pridruži me ko novcite, od desната strana, od kako kego prezreš, mnoštvo mojih grehovi. I ninje i prisno i во веки веков. Амин. Во втором Твоем и страшно пришествии, Владыко, весни Богом я сопречни, прегрешени презре моих множества. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святі самите сили, один друг і сі от наш живот, на Христа поведемо радами. Тебе, Господи. Отце, Сини Небесний, Тебе слава, Боже, славе, на возвесілі Святий Дух, сега і секунд, і во веки веков. Аминь.
Глас први. Zašto on reči nastana